Нешто не се разбираме. Како и секогаш и во оваа пригода врзана за уставните измени, политичките партии водат нешто што треба да наликува на диалог, а всушност не е ништо повеќе отколку посегање по максимумот на гласови кои може да се добијат пред предстоечките избори. Предвремени или редовни, неважно. И додека партиите се натегаат дали прифатиле или не прифатиле уставни измени под кои услови, целата ситуација представува едно големо дежаву, кое како да се повторило безброј пати. Се почнува со недоразбирање во собранието, каде редовно се води диалог на луѓе кои не се слушаат меѓусебно. Во целата работа се вмешува меѓународниот фактор, олицетворен во САД и ЕУ, и врши притисок да се дојде до решение, или целата работа се распаѓа и се оди на единственото познато алтернативно решение – избори. Ова сценарио не се повторило безброј пати во 1994, во 2001, во 2004, во 2007, во 2012, во 2016 и конечно ни се повторува и денес. Во меѓувреме, сите партии ги штитат националните интереси, се проевропски и прозападно настроени, работат во интерес на економската стабилност на државата и се разбира работат за доброто на народот или граѓаните. Ова народот или граѓаните зависно дали сте лево или десно ориентирани. Се чини дека колку повеќе флоскули од овој тип се користат во политичкиот говор, толку граѓаните стануваат се поалергични на истите фрази и реторика. Од друга страна, нескриената агресија на политичките елити во нивни одговори и однесување се рефлектира на општеството кое станува нетрпеливо и не може да разговара без афективни испади. Дебатите на социјалните мрежи не траат повеќе од 2-3 поста, после кои следат лични квалификации, емотивни ерупции и комплетно отсуство на познавање на која било тема. И додека некому се чини забавно ваквото комуницирање, со оглед дека бројот на сирџи и воери не е мал во јавната сфера, нашите соседи на северот се прашуваат дали може би ова придонесе кон една од најголемите трагедии во последните неколку декади. Може би е време и ние да се прашаме. За темата политички диалог и политичка комуникација разговараме со Јордан Шишовски, универзитетски професор, и Сефер Селими, политички аналитичар. За крај, заклучни согледувања ќе ни даде Никола Донев, истражувач во Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје. Се чини дека политичкиот диалог во Република Северна Македонија повторно се наоѓа во ќорсокак, иако навидум партиите преговараат за постигнување на двотретинско мнозинство за гласање на уставните измени, целата дебата се претвори во натегање кој прифатил, а кој не да гласа за нив. Со други зборови, не постои суштински диалог за уставните измени, туку повеќе некаков политички краткорочен надпревар за гласови, базиран на интерпретации на партиите за кажаното и договореното. Зошто повторно се заглавивме во ваква ситуација? Благодарам на поканата, првин. Сега, не знам од каде да почнеме. Значи, као прво и основно мислам дека еден многу сериозен, поголем проблем, гледам во целава ситуација, на недостаток на диалог, а тоа е проблемот на недостаток на идентитет. Ние зборуваме цело време идентитетот, нашиот идентитет, ние неприкосновен, ваков ни го гарантирал германското собрание и така натаму. А кај нас пред се на ниво на така наречените елити политички, на ниво на секојдневниот живот, како да ни недостасува чувство на припадност кон едно поголемо нас. Како да ни недостасува чувство дека ние сме заедно во овој брод, дека заедно патуваме на едно место и дека имаме одредени правила, пишани и непишани, кои што треба да ги да се договараме, да се расправаме и така натаму, се во рамките на еден систем, и тоа се одразува во политичкиот диалог, недостатокот на политички диалог. Тоа се одразува во секојдневниот говор кај обичните граѓани, кај кои се пренесува ова чувство на омраза, одбојност, подвојување на племиња, подвојување на банди и едноставно недостаток на чувство за една поширока припадност. Добро, мене мислам дека на сите треба да ни е јасно дека политичките партии често пати не се водат од државните интереси, не се водат од тоа што во долгорочен план би можело да донесе политички поени за една политичка партија, туку поради и внатре партиското организирање и функционирање и менталитет, тие се надпреваруваат кој може да ќари во дневно политичка смисла некој поен. Сега, наместо целата дебата да се фокусира
И тоа, ајде што го наметнуваше и опозицијата, дали ќе има некој проблем врз идентитетот на македонците како етникум, дали тоа би можело нешто да влијае во иднина врз македонскиот јазик, да кажеме, Так. или да се зборува што ќе придобиеме, кои ќе бидат следните чекори во процесот на преговори со Европска Унија, ако ги ставиме, ако ги гласаме уставните измени, а уште повеќе што ќе губиме и во која ситуација ќе може да се најде нашата држава во случај овој процес да не се движи напред, ние сме сведели на флоскули на дебата, на многу прост разговор кој наликува повеќе на кафански муабет. Јас ти реков, ти ми рече, јас прифатив. Да, токму така. И тоа е сведено, а за жал се зборува за иднината на нашата држава, се зборува за нашиот пат кон Европската Унија, се зборува како во наредните 10, 15, 20 години ние ќе можеме да се придвижиме и каква благосостојба во каква благосостојба или не ќе живееме во иднина. Ова сценарио ни се повторува константно од самото прогласување на независноста на државата, од првата изборна криза или собраниска, можеме да ја наречеме во 94-та, преку конфликтот во 2001 и територијалната поделба од 2004, па се до Пржино 1 и 2, партиите не најдоа начин да ги надминат разликите преку политички диалог. За настаните на 24 декември и 27 април подобро и да не зборуваме со оглед на тоа дека на тие два датуми македонската демократија го допре апсолутното дно. Како е можно од ниту една криза да не сме излегле преку нормален политички диалог до сега? Што е она што им недостасува на партиите за да ја видат поголемата слика јавниот интерес, дури да треба да одстапат од своите позиции привремено? Целосното отсуство на култура на диалог која што произлегува не само од собранието, не само од тие места на јавна трибина и дебата, туку од целокупниот културен живот. Од науката, од образованието и така натаму, каде што ние немаме дискусија, немаме разговор во ниту еден медиум, немаме културни емисии, немаме јавен сервис кој што ќе се разговара за филозофија, за политика, за политикологија, за книжевност. Достоевски "Злостор и казна" е дебата за тоа како да се справиме во тоа општество, Русија, со системот кај што не постои, има злостори без казна и има казна без злостор. Меѓутоа, овие навидум апстрактни дебати се дебати кои што се неопходни во нашето општество за ние да почнеме да размислуваме и размислувајќи после тоа ќе се преточува во секојдневниот живот и самите, бидејќи политичарите не се дојдени од страна, тоа се луѓе што доаѓаат од овој народ. Тоа го забораваме. Тоа го забораваме. И кај нас нема ниту на ниво на образование, ниту на ниво на книжевност, ниту на било која јавна сфера, немаме научните институции не добиваат доволно средства за да се инвестира во вакви многу битни теми. Видете, сите овие настани и историски се многу симптоматички и се развиват можеби во ист контекст, со исти актери, со исти начини, со исти обвинувања, со исти аргументирања. И со тоа можеме да повлечеме дека можеби политичарите се променети, но нивниот менталитет, нивниот начин на делување не е променето. Најчесто обвинуваме меѓународната заедница за мешање во внатрешната политичка ситуација во државата. Од друга страна, често се сплеткуваме во политички јазли од кои не можеме сами да се отплеткаме, па бараме помош од надвор. САД и ЕУ најчесто се јавуваат како медијатори или фасилитатори на политичкиот диалог. Создава ова долгорочна зависност од меѓународната заедница во решавањето на проблемите и проблем со интернализација на веќе постигнатите решенија. Дел од партиите прифаќаат решенија, а потоа ги критикуваат јавно и велат дека се приморани. Како луѓето да имаат доверба во политичките актери кога тие самите јавно настапуваат против договорените решенија во кои тие самите учествувале? Ова е повторно проблем кој што пак ќе го крена малку по
поопшто и можеби малку поабстрактно. Ние многу често зборуваме за колониализам и го разбираме колониализмот како црно-бела ситуација каде што имаме колонизатор и колонизиран. Меѓутоа забораваме дека суштината на суштината на колониализмот е во наоѓање на локални актери, локални сервилни елити кои што му служат на колонизаторот. Така и ние се наоѓаме во општество кое што никош немало држава, ние немаме институции, немаме институционално паметење, ниту пак имаме елити кои што имаат семејни традиции на членство во една суверена нација, туку имаме елити, и овде не зборам само за политички, зборам за образовни, зборам за научни, економски, зборам за културни. Имаме сервилност каде што се бара господарот. На почетокот 90-ти години имаше еден шок, бидејќи господарот го снема, Белград се тргна некаде надвор и тука имаше неколку години на импровизација, меѓутоа потоцна се видоа странските амбасадори како господари. Имаме надпревар помеѓу локалните сервилни елити кој ќе биде посервилен. Меѓутоа тие странци не доаѓаат тука за господарот со нас, тие имаат некои своји вредности и така натаму. И своји агенди во крајна линија. И своји агенди и сега кај нас има еден вид на надпревар, една борба која што е борба и за ресурси, меѓутоа борба кој ќе биде посервилен. И имаме предпоставка што бараат тие од нас. Па, прво треба да нагласиме дека не секое меѓународно вмешување во внатрешните политички процеси е лоша. Тука треба да поделиме дека имаме лошо намерни влијанија, надворешни влијанија и имаме добронамерни влијанија. Ние се стремиме да се зачленуваме кон Европска унија, а сме членка на НАТО. Европската унија е супернационална институција на која еден дел од суверенитетот им се пренесува за заедничка политика. Тие услови често пати се однесуваат на функционирање на правна држава, на демократија, на правосудство, борба против корупција, криминал и така натаму и така натаму. Значи тоа мешање може само да донесе придобивки кон граѓаните како последен корисник на услугите на државата. Ако се навратиме назад кон кризите кои циклично се јавуваат во македонското општество, ќе видиме дека сите кризи започнале со блокада или неможност за разумна јавна дебата во собранието. Собранието е генератор на кризи и најслаба карика на системот. Зошто баш собранието? Зошто токму собранието е најслабата карика? Собранието во една демократија, во една република би требало да биде агората, местото каде што се дебатира за идеите. Меѓутоа, како и секоја агора, таа треба да има собствени правила, пишани и непишани, кои што правила не можат да бидат увезени. Ние не можеме да го ископираме британското, ниту пак американското собрание. Тие мора да произлезат од нашата традиција, од нашата институционална култура. И повторно, тоа не може тие решенија, значи јас не сум политиколог, политиколозите повеќе би знаеле кои конкретни механизми треба да се спроведат. Вака, без информации да кажуваме, значи постојат информации, треба да знаеме на кој начин да се сменат институциите, да се смени собранието. Конкретно што да се подобри. Што да се подобри. Конкретно нашето собрание зависи од партиските лидери. Ние гласаме партии, не гласаме личности. Значи они се отчетни кон партиите, што јавно го кажуваат, често јавно го кажуваат, се гордеат со тоа. Така е. И тоа значи дека и типот на ков, на карактер што произлегува во собрание е тип на сервилен човек што служи на своите господари партиски. Овој парламентарен состав, како и последниве 15 години, мислам дека биле под силен притисок да не ја извршуваат својата функција како законодавци и како контролори на извршната власт. Беше ослабнето целокупната функција на парламентот, претворена во една гласачка машина со пратеници кои често пати не знаеа зошто се таму. Собраниската дебата е незиниот квалитет како да опаѓа низ годините, наместо да се подобрува. Сведоци сме на лоши перцепции на граѓаните во однос на квалитетот на собраниската дебата, зашто сведочат и најновите истражувања на Институтот за демократија. Во последните неколку години граѓаните јасно кажуваат на повеќе проблеми меѓу кои деградирачки говор, недостаток на аргументи на пратениците, меѓусебно омаловажување и игнорирање на аргументите на спротивната страна.
Иако ова не било никогаш многу различно кај нас, се чини дека афективните тонови кај нас имаат за цел да компензираат за недостатокот на аргументација. Кој е твојот коментар на ова? Повторно, ако ја гледаме големата слика, ако ја гледаме целината на сето тоа произлегува од културата, бидејќи тие се обраќаат пред публика, публиката е таа која што е воспитана во одредени вредности и пред таа публика тоа е суштината на демагозите. Демагози постојат од почетокот на демократијата. Секогаш демократијата била на удар на демагозите, но затоа во времето на Римската република и републиканскиот идеал се воспоставила идејата за владење на правото, за американците викаат checks and balances, за систем во кој што ќе имаме одговорност за искажаниот збор, ќе имаме судски процеси, доколку се лаже, доколку се клевети и така натаму. Па, како што кажав, проблемот е суштински во квалитетот на представување на граѓаните од страна на пратениците и личностите кои се пратеници и што оние представуваат како личности, па после тоа сето тоа се преведува и во дебатата која Се имаме. рефлектира на Ја мислам дека дебатата во собранието е рефлексија и на јавната дебата и јавниот дискурс кој го имаме ние и обратно. Политиката во раните 90-ти беше далеку поаматерска. Јас и ти се сеќаваме во одредена мера, не бевме многу стари, ама сепак се сеќаваме, но истовремено имам впечаток дека беше и поискрена. Се сеќам дека во првиот состав на собранието имаше навистина што да се чуе, дека дебатата беше поразновидна со оглед на сите предизвици кои државата ги имаше на почетокот. Денес сме сведоци на професионализација на политичкиот повик, но и на флоскулизација на говорот и комуникацијата со бирочкото тело и граѓаните воопшто. Како константно да ги слушаме истите фрази од политичките елити соодветно на нивната идеолошка ориентација, но полека тие фрази како да се празнат од значење. Патриотизам, ЕУ и НАТО, макроекономска стабилност, малцински права, државни и национални интереси и така натаму, повеќе како да стануваат празни фрази преку кои треба да препознаеме некаква политичка иднина или изборна понуда, но дали на граѓаните овие фрази воопшто нешто им значат се уште? За жал, повторно, јавниот говор произлегува од една јавна култура, од една јавна дебата на едно поабстрактно ниво за кој што би разговарале за некои поопшти феномени, како да речеме феноменот на метафората, да речеме ние се сеќаваме низ годиниве назад, цело време зборуваме за истата метафора. Политичарите зборуваат за истата метафора за возот што одел кон Европска унија. Да, Што се користи. Што значи возот? Тоа значи дека има трака, дека има една станица и наредната станица на која што може да се доцни. Тоа значи дека не постои алтернатива. Тоа пак создава чувство на немоќ и чувство на изградба на лажни алтернативи. Сега зборуваме за Русија, за Кина, за БРИКС и така натаму, кај што ние сме во Европа. Европска унија ни е најголем трговски партнер. Не? Така. Ги имаме истите политичари, кои што се движат преку принципот на маркетингот, политичкиот маркетинг, имаат статистика кои зборови се продавани на политичкиот пазар и тоа се повторува и се врти и затоа имаме едно пашко што го кажа флоскулизација, едноставно затварање во празен говор, во кој што никој ја не верувам дека верува. Видете, и политиката на некој начин функционира во однос на логиката на пазарот, врз основа на понудата и барањето. Но секако дека тука се разликуваат тие што можат да направат разлика, тие што се инвентивни и тие што мислат понапред, како да достигнат, да стигнат до нови производи, да зборуваме со речник, економскиот речник, и имате тие што само продуцират, само што реплицират тоа што е направено во минатото. И конечно, сакам да те прашам, како оваа лоша кондиција во која се наоѓа дебатата во собранието и воопшто во политичката арена се одразува на дебатата меѓу граѓаните за политички, економски и социјални прашања во јавната сфера. Ова особено ме интересира во однос на социјалните мрежи со оглед на тоа дека тие се најконтаминирани со дезинформации, афективен набој и агресија. Имаме општеството една целина, каде што сите тие јавни дебати, посебно со можноста, порано се сеќам пред собрание, кој имаше пренос на собрание, баба ми се расправаше со телевизорот
и верувам дека повеќето родители и дедовци и баби се расправаа во 90-тите со телевизорот, меѓутоа сега имаат шанси да се расправаат директно со пратеникот, директно да му го кажат она што им доаѓа на ум. И тоа е еден предизвик од социјалните медиуми, отвореноста на комуникацијата, со што тоа значи дека уште повеќе треба да внимаваме на јавниот дискурс и на креирање на систем кој што политичарите и јавните личности ќе бидат одговорни и ќе бидат казнувани доколку го рушат, доколку навлегуваат во говор на омраза, поттикнување на насилство и така натаму. Ако ги прочитате коментарите во социјалните мрежи, оние што пишуваат и луѓе во кои ги користат социјалните мрежи, ќе видите дека јас викам дека има една огромна мнозинство која ќути и само следи. Да. И поради таквиот токсичен наратив кој го имаме во социјалните мрежи, тие не се охрабруваат да стануваат дел од дебатата. А тоа е суштинскиот, тоа е најголемиот дел на нашите граѓани и тие што го користат, кои ги користат социјалните мрежи. Место заклучок, Никола Донев од Институтот за демократија и асоцијата Цивилист од Скопје ќе прочита неколку заклучоци од најновото истражување на Институтот за демократија за квалитетот на дебатата во собранието. Повели, Никола. Благодарам, професоре. Генерално од мониторингот на дебатата на собранието, оно што може да заклучиме дека во 39% од анализираните дискусии учесниците, односно пратениците, немаат аргументи, додека во 54% од анализираните дискусии има слаба аргументација, односно овие говорници во нивното образложение, односно во нивниот говор не понудиле образложение што е доволно да се смета за еден целосен аргумент. Понатаму генерално степенот на аргументација покажува дека е генерално ниско нивото на култура на дебатирање, поради што дури во интеракцијата со пратениците се гледа дека во само 5% од излагањата пратениците соодветно ги адресираат аргументите, односно пратеникот и пратеничката директно одговориле на аргументите на претходниот говорник. Понатаму во 32% од дискусиите пратениците делумно одговараат на упатените аргументи, а додека во останатите ги извртуваат или целосно ги игнорираат. Во наблюдуваните дискусии не беше забележена промена на ставка и пратениците поради подобри аргументи на соговорници или од било која друга причина, што значи дека пратениците генерално нема дослуг за аргументите од нивните од пратениците од другата страна. И она што е забележително дека во 87% од нивните излагања пратениците не се осврнуваат на потребите и правата на маргинализираните групи, така што забележуваме дека најмногу се вклучени во дискусијата младите со ниски 7%, корисниците на социјална помош и лицата со попреченост со околу 4%, додека воопшто не биле вклучени припадниците на ЛГБТ и плюс заедницата, а ромите беа застапени во дури само 3 говори од целокупното наблюдување за тој период.